Македонија има одлични услови за развој на сточарството. Земјава поседува и голем број пасишта, особено западниот регион. Но и покрај ова сточарите се жалат дека минуваат низ тежок период. До пред неколку години било добро, но во последно време велате се полошо, а и бројот на овци се намалува. Порано сточарството беше од 2003 до 2008 било добро, до 2009, 2010 добро било, до 2011. Сега овие години, лани, ова година, полошо и полошо. Порано беше добро, почна субвенциите да се дават на време, почна имаше цена јагнето 150, 180, па за Божик имаше и до 200, 220, а сега за Божик ние сме взели јагне 120 денари. Катастрофа, а тоа овце нити може да го молзеш мислим за 12 месец ни ништо. Само едно јагне ќе зимеш 1800-2000 денари и крај. А колку трошок ти даваш за тоа јагне? Дур да го стаса таа тежина. Кој ќе ги зимаш параметрите да ги ставаш и на крај ништо. Амити со сточарство се занимава повеќе од 30 години. Без помош и поддршка на државата не гледа подобри години за сточарството. Растат само трошоците, а крајната заработувачка се намалува. А од оваа гранка вели може добро да се живее. Кога една, например Србија што нема овци, мислим повише од нас, никогаш сега Србија има повише овци и Косово и Албанија, а ние немаме овде што бевме сточарска земја, немаме овци над 400-500 овци немаме. Само се лажаме ние дека имаме 800.000 или милион. Немаме толку овци. Еден дали граѓанин, дали селенец, било кој, со 100-150 овци може да држи на фамилија комотно, за да живее, да не биде по улици. Ама тоа да се дават на време, да се гледат, да се дадат и субвенциите на време, сите работи што треба да идат како што треба, тоа што нема да има никаков проблем. Ама со ова работа, богами, тешко е. Според податоци од публикацијата за сточарство, изработена од Државниот завод за статистика, освен во пчеларството, во сите други гранки во сточарството од 2011 до 2015 година, статистиката регистрира намалување.